Добар ден, почитувани. Ова е најновата телма амбуланта. Речењето понекогаш крие сериозен проблем со дишењето за време на сонот. Што се случува со срцето и мозокот? Кога се јавува краток прекин на дишењето и телото станува без воздух? И зошто многу луѓе со години не знаат дека имаат апнеа? Дали сите пациенти се лекуваат на ист начин или клучот е во пронаоѓањето на точната причина за проблемот? Дали токму партнерот е оној што прв ќе забележи дека оној што спие покрај него чувствува глад за воздух? На оваа тема денеска разговараме со примариус доктор Маја Киријас, оториноларинголошки хирург. Останете на телма и поставете прашања. За ноќната аптеја во денешната телма амбуланта разговараме со примариус доктор Маја Киријас, оториноларинголошки хирург од Универзитетската клиника за оториноларингологија. Докторке, добре ни дојдовте во телма амбуланта. Добар ден. Благодарам на поканата. Исклучително го се осеќам во вашата телевизија, само што влегов прво приемот тука. Баш ми е драго. Една опуштена атмосфера неверојатно. Се надевам дека и почесто ќе се гледаме во телма. Пациентите кои што имаат апнеа, ноќна апнеа во сон, всушност чувствуваат глад за воздух. Што точно се случува со грлото, со носот, во моментите кога луѓето што спијат престануваат накратко да дишат во сон? Замислете, јас кога дојдов во емисија со еден потсетник, тоа значи дека апнеата е една мултидисциплинарна дејност која што мора да опфати голем број на доктори, за да може да се постави правилна дијагноза и за да може нормално третманот да биде правилен. Многу често се трудиме ние лекарите да збориме на народен јазик за да не разберат, а е многу потешко за нас, мислиме дека на предавањето полесно ќе предам. Јас ќе се обидам на понароден начин малце да ја доловам апнеата. Апнеата е пауза во дишење за време на ноќниот сон. Додека спиеме, престануваме да дишаме, кислородот нагло опаѓа и при тоа настануваат бројни промени во нашиот организам. Најчесто тоа се паузи во дишење кои што може да бидат кратки, до 15 секунди, може да бидат од 15 до 30 секунди и над 30 секунди. Сега замислите дека за 1 час може да бидат и над 100 минути да останете без доволно кислород и без доволна снабденост на кислород на мозокот за време на сонот, што е страшно. Што е страшно. А дали се случува нормално во текот на сонот да има некои прекини на дишењето? Вака, доколку спиеме на грб, најчесто, кога се ние ќе се олабаваме и целиот тонус на мускулатурата се олабавува, мекото непце кое што се наоѓа во грлото, запаѓа на назад. Доколку не постои проблем кај самата индивидуа, тогаш немаме апнеа. Меѓутоа, ако постои нека механичка пречка, дали е во нос, дали е во мекото непце, дали е на некое друго место, или пак може би станува збор за централна апнеа, тогаш пациентот веќе за време на сонот го нема нормалното ниво на кислород, туку тоа опаѓа. Причината за тоа може да биде механичка пречка, кажавме, може да биде и мозочна пречка. Тоа значи дека мозокот не дава доволно сигнал дека пациентот треба да диша за време на ноќниот сон. Ги разгледаме детално причините кои што може да доведат до овој проблем, само уште неколку аспекти во однос на ноќната апнеа, односно некои митови да разјасниме. Дали пациентите, односно луѓето што речат во текот на сонот, секогаш ќе имаат апнеа, односно дали речењето води кон апнеа, има ли луѓе што се спијат мирно, а сепак кај нив се јавуваат вакви паузи во дишењето? Извори да прашање. Не секој пациент кој што рчи има апнеа, а и не секој пациент кој што не рчи нема апнеа. Оние пациенти кои што рчат за време на ноќниот сон најчесто имаат обструктивен тип на апнеа. Значи постои механичка пречка и оневозможност воздухот да дојде до крајниот дел на плуќата или до крајниот дел на алвеолите. Пациентите кои што имаат централна или мозочна апнеа, крчењето е многу помалце гласно. Потивко е крчењето, дури можно е и да го нема. Тогаш мозокот не дава сигнали дека ние треба да дишаме. Кај оние пациенти кои што ќе се стават на испитување, воочливо е дека повеќе имаат абдоминално дишење, односно движењето на стомокот е понагласено. Така, значи може би да испуштат никаков звук, всушност да имаат некаков прекин во дишењето. И пациенти кои што рчат може да немаат воопшто апнеа. Настанува олабување на мускулатурата и они рчат. Или пред да заспиете, сте јаделе, сте се напиле чаша алкохол, сте имале заморен ден. Сето тоа прави да мускулатурата многу повеќе се олабави од нормално.
И во тој случај може да имате рчење, меѓутоа тоа не значи дека пациентот има апнеја. Така. Сега, оние кои што имаат апнеја, обично наутро се будат со суво грло, со сува уста и со главоболка. Дали тоа значи дека страдал мозокот во текот на ноќта и од таа причина чувствуваат главоболка, па и премор? Така, секој пациент кој што има апнеја дефинитивно има пат на кислород. Тоа значи ако стотка е нормално ниво на кислород, тоа знае да падне и до 70 и до 60, што е страшно. Тоа значи пациентот не може да диша на нос, се обидува да диша низ уста, меѓутоа ако има колапс на меко непце и тоа е невозможно, и при тоа ако нема нормално дишење на нос, имаме сува уста. Ако не може нормално да земе кислород од уста, тогаш веќе имаме и глад за воздух, се буди вознемирено, самото тело реагира, нели? Спие пациентот, имаме нагло припад на кислород, зголемување на ниво на адреналинот, стрес, зголемување на нивото на кортизолот од стрес. Кај овие пациенти, нормално, дека самиот организам реагира, глад за воздух, нагло будење, микросон и нагли будење за време на ноќниот сон. Дали овие пациенти поради ненаспаноста ќе бидат хронично уморни? Бидејќи не спија добро во текот на ноќта, можат ли да бидат депресивни? Сон, а сонот ви е битен за апсолутно за имунолошкиот систем, за нормално функционирање. Кај овие пациенти за време при утринското будење имаат главоболка. Можно е да имаат главоболка. Не мора? Не мора, апсолутно не мора ни еден од симптомите да ги нема. Аха, може да не чувствуваат ништо. Секој пациент е пациент за себе. Не сме ние како едно тело, нели? Кај некои пациенти постои главоболка, кај некои пациенти постои поспаност, кај некои пациенти постои дневна поспаност, постои намалена концентрација. Овие пациенти лесно заспиваат во текот на денот, лесно заспиваат за време на возењето, при спиење, да речеме при долги релации лесно заспиваат. Да заспиат на волан. Заспиат на волан. И да дојде до сообраќајна несреќа. Апсолутно, да. Многу е, кажав, комплексна една болест која што треба да зафати повеќе специјалности, бидејќи настанува метаболно пореметување, хормонално пореметување, срцево страдање, мозочно страдање. Значи, во текот на емисијата се тоа ќе го пообјасни. И со прераната деменција или пак Алцхајмеровата болест? Поврзана е апнејата многу заради тоа што е поврзана со хормоналниот дисбаланс. Кај Алцхајмеровата болест, што се случува тука? Оние лоши материи кои што практично одат кон невроните, невронот ви е мозочна клетка, која што е многу битна за пренесување на сигналите кон нашето тело. Кога ќе се оштети самиот неврон, не може да се пренесат сигналите кон телото, од мозокот кон телото. На тој начин, наместо да лимфата е онаа која што практично го регулира излачувањето на сите токсини од нашиот организам. Меѓутоа, кај мозокот не станува збор за лимфата, туку станува збор за ликворот. Овој протеин кај Алцхајмерот е меѓу невроните. Се таложи меѓу невроните. И не може убаво да се издренира. Токму затоа апнејата, бидејќи го таложи овој протеин, лош протеин помеѓу невроните, па и во самите неврони, Алцхајмерот е многу попотенциран. Попотенциран е, така. Да. Сега, кога зборуваме за ризик факторите кои што доведуваат до овој проблем, што е со дебелината? Дали дебелината може да доведе до ноќна апнеја поради притисокот како во иреверзибилен процес? грлото? И дебелината може да доведе, а и самата апнеја може да доведе до дебелина. Аха, двонасочно. Двонасочно. Значи дебелината да е последица на апнејата? Ако е може апнејата, така? може така. Значи може и дебелината да е последица. Ајде ќе почнеме од Ајде од дебелината. првото. Да. Дебелината да предизвика Така. апнеја. Кога пациентот е погојазен, самата, да речеме, тежина која ќе легне пациентот, масното ткиво оди нагоре, ја подига диафрагмата, нормално дека притиска на белодробието. Исто така вратот кога е подебел, се засегнува дишниот пат, намален е дишниот пат и проодноста на воздухот е намалена. Обратниот процес се одиме. Ако пациентот има апнеја, во тој случај имаме нарушување на хормоналниот дисбаланс. Инсулинот, како хормон, не може да влезе во самата клетка, туку е во крвотокот. Штом е во крвотокот, не може нормално да го регулира, настанува инсулинска резистенција. Штом настанува инсулинска резистенција, панкреасот работи абнормално. Во тој случај, нормално дека овие пациенти
кога не постои нормален метаболизам, кога постои нарушување на метаболниот процес и самите хормони се нарушуваат, може да настане дебелина. Тоа значи дека и доколку се обидуваат да ослабат, не би можеле да успеат во тоа? заради тоа што мораме да ги регулираме прво хормоните, па на тој начин пациентот сам да ослаби. А имаат ли пациентите со апнеа и покачен крвен притисок во текот на ноќта? Имаат ли такви скокови? Многу често ке пациентите со апнеа покачен крвниот притисок. Зошто? Затоа што за време на ноќниот сон, кога постојат оние микробудења, настанува покачување на нивото на адреналинот. Кој ќе се покачи нивото на адреналинот, во исто време се покачува и крвниот притисок. Врзани се адреналинот и крвниот притисок. Тоа се значи скокови во крвниот притисок, така? Повеќе скокови на крвниот притисок за време на еден ноќен сон. Нормално, ако вака спиете у континуитет, дека крвниот притисок хронично може да биде покачан. Неретко кога постои есенцијална хипертензија, пациентите се праќаат, ако не се знае етиолошката причина, се праќаат прво да се испита дали постои апнеа или не, за да терапијата адекватно делува кај пациентот. Значи, оние кои што имаат ноќни скокови на крвниот притисок, Може треба да проверат направат- дали имаат ноќна апнеа. Да, затоа што може да направат хронично, нели, да имаат хипертензија, она ќе се лекува, меѓутоа етиолошката Основниот причина... проблем Така. ќе си остане нерешен. Што доколку проблемот е во носот за ноќната апнеа? Например, дали искривената носна преграда може да доведе до еден ваков проблем? Апсолутно да. Постојат повеќе типови на искривување на носната преграда. Најбитно ни е носниот ходник да е проводен. А ако носната преграда е од тип на S искривување, и тоа е лесна, да речеме, девијација, тогаш не постои механичка пречка. Меѓутоа, ако е покрај ова постои хипертрофија или задебелување на самата слузница, која што е настаната, да речеме, од алергија, во тој случај постои намалена проводност на кислородот низ носот и невозможност да допре до плуќето. Сега го споменавте и мекото непце, тука како ризик фактор. Има ли некои пациенти што имаат помеко непце во споредба со други? Постојат пациенти кои што имаат понеко непце, најчесто се пациенти кои што имаат алергија, повторно ќе кажам. Алергијата прави и самата ресичка да биде поиздолжена, спуштена, пациентот кој ќе легне на грб, запаѓа на назад и како блок. Едноставно спречува да пројде кислородот. Мекото непце, кога е полабавено и кога е спуштено, вибрира. Кога постои поголема вибрација, нормално и кислородната проводност е намалена. Со возраста се менува мекото непце? Сега, комплетниот тонус и мускулатурата на човекот се менува. Како ние старееме, тонусот на мускулатурата се намалува. Исто така и тонусот на мекото непце запаѓа. Меѓу другото, како што споменавте, спиењето на грб е пат кон рчење и кон апнеа, и овие два фактора кои ќе се искомбинираат, ете го проблемот, во некој случај, секако, во некој случај, одреден. во некој случај и генералниот проблем е тука. А дали, ако е повлечена долната вилица навнатре, може да имаме ваков проблем? Ако долната вилица е повлечена, да. Зошто? Затоа што јазикот практично е врзан за долната вилица. Кога е повлечена долната вилица, во тој случај јазикот запаѓа на назад. И тука е повторна спречност на кислородот да продре. Значи, доколку постои ваков некој проблем, затоа кажав дека е мултидисциплинарна дејност, тогаш ортодонтот е оној кој што треба да делува и да пациентот самата вилица ја повлече кон напред. Може да постои и хируршки зафат, меѓутоа може и да се користат одредени, да речеме, протези, да, кои што ќе го повлечат самата вилица кон напред. Или па и доколку е тоа невозможно, тогаш одиме на реагирање на намалување на базата на јазикот. Значи има решение во тој И во случај. секој случај решение. А дали оние лица кои што имаат некаков проблем со желудникот, со киселини, може да се соочат со ноќна апнеа? Да, во медицината тоа се вика ГЕР, или зголемена желудечна киселина. Ке пациенти кои што имаат зголемена желудечна киселина, Кои што имаат рефлукс, така? да, кои што имаат рефлукс, имаат задебелување, прават задебелување на гласилките, имаат чувство на кнедлаво грло, прават задебелување на самата ресичка. Со самото тоа, кога постои веќе задебелување на самите структури во орофарингсот кај во грлото, исто така постои апнеа. Меѓутоа, апнеата е од краток рок. ГЕР не може да предизвика хроничен процес на апнеа. Значи, е краткотрајна апнеа. И тука веќе не станува збор за пациенти кои што треба да се подвргнат на оперативна интервенција. И втор момент е кај белодробието, кога кај пациентите, зошто? Затоа што нам негативниот притисок на белодробието го зголемува
притисокот на желудечната киселина да иде нагоре. Меѓутоа, тоа е сепак на конзервативна терапија. Не оди на хируршки процес, пациентот не е на нека СПАП машина и така натаму. Е од акутна природа, да кажеме. Сега ги споменавте хормоните како ризик фактор кој што може да доведе до ноќна апнеја. Што ако е намалена функцијата, например, на тироидната жлезда? Кај пациенти кои што имаат проблем со тироидната жлезда, скоро секогаш имаме зголемување и задебелување на структурите во вратот. Како што кажав, ако постои задебелување на орофарингеалната структура, во тој случај постои апнеја. Токму затоа тироидните хормони се многу битни да се регулираат кај овие пациенти. Ние ќе го решиме механичкиот проблем. Меѓутоа, ако тироидните хормони не се регулирани како што треба, ќе постои апнеја. А доколку пациентот е диабетичар? Доколку пациентот е диабетичар, во тој случај постои хормон инсулин кој што неадекватно влегува во самата клетка. Значи, инсулинот кој што е лачен или од надбубрежната жлезда во крвта е, меѓутоа не е во самата клетка. Неправилно влага во клетката. Имаме зголемено лачење, при тоа оптеретување на панкреасот, на надбубрежна жлезда и постои инсулинска резистенција кај овие пациенти. Пациентите кои што имаат диабет неретко имаат и апнеја. Значи тука постои решавање и од ендокринолог, меѓутоа и сепак и хируршко решавање. Може ли недостатокот на одредени витамини исто така да доведе до ноќна апнеја? Неретко пишувам за ова и многу ми е полесно искрено кажам да пишувам бидејќи се фокусирам точно на тоа. Ова е па многу опширно да кажувам. Д-витаминот, да речеме, е многу битен за настанување на алергија. Оние пациенти кои што имаат алергија, ако испитаат Д-витамин, ќе видат дека е на долно ниска граница. Кога постои алергија, постои задебелување на слузницата на носот, задебелување на структурите во грлото. Овие пациенти имаат апнеја. Затоа е битен Д-витаминот. B12 е витамин кој што пак делува на самите нерви. Кога постои оштетување на нервниот систем, во тој случај повторно постои апнеја. Железото кога е ниско, хемоглобинот е главен кој што го прима кислородот и го носи до белодробието. Пациентите кои што имаат анемија немаат доволен проток на кислород во белодробието. Така да и хормоните, и крвната слика, и железото се битни за апнејата. Споменавте дека проблемот може да биде и невролошки. Да, апсолутно може да биде невролошки. Заради тоа што мозокот може да не даде сигнал дека пациентот треба да диша, заради тоа што ложењето на лошите протеини во невроните и покрај невроните и нивното неизлачување на токсините надвор од телото доведуваат до болести кои што може да бидат невролошки. Наброевте на вистина многу причини кои што може да доведат. Затоа реков ја додавте потсетник и ова кога би го кажале во една емисија многу можда малце. Може би треба да се фокусираме не само една тема каде што она експлицитно можеме да се доизјаснам на се. Кога ќе дојде пациент со ноќна апнеја, на преглед, од каде почнувате? Бидејќи на вистина многу причини може да доведат до овој проблем. Најпрво му кажувам да направи една крвна слика опсежна. Во систематските прегледи би сакала да нагласам дека мора да правиме не само крвна слика, не многу опсежна. Тука треба да се обрати внимание многу, еве кажавме хормони, потоа кажавме анемија, кажавме дека мора исто витамин така, D, апсолутно D-витамин, B12. Повеќе параметри мора да се испитаат за да знаеме дали пациентот има причина која што може да доведе апнеја или нема. Ако ние го спречиме, ова пациентот нема ни да има апнеја. Навремено лечење на секоја болест има извонреден исход. Кога веќе пациентот ќе дојде до апнеја, постои лек, меѓутоа зошто да не ја спречиме болеста на време? Затоа кажав дека во систематските прегледи треба ова се внесе. Така не, значи една широка лабораториска анализа. Широка лабораториска анализа. И мојот пациент кога обично доаѓа, јас тоа го правам. Првенствено ги праќам да ја направат една лабораторија. Добра. Потоа да правиме исследување, фиброскопско исследување, дали постои нека механичка пречка или не постои, дали постои попречност воздухот да пројде или не. Каков е тој преглед, може ли да ни појасните? Станува збор за преглед која што е со фибер. Добра. Се влегува низ носот, се проценува дали постои пречка, да речеме, кај мали дечиња, трет крајник, дали постои зголемени крајници, дали постои меко непсе, дали постои увула која што е елонгирана, дали, кажавме, тироидната жлезда
може би постои задебелување на вратот, дали постои задебелување на јазикот кој што е од самата вилица. А сето тоа може да се еволуира при преглед. Споменавте кај децата дека има, се извинувам што прекинав, сакате да додадете уште нешто? Ке се надоврзаме попосле. Да, дека кај децата се јавуваат зголемени крајници. Може ли кај возрастни да обстојува тој проблем и всушност зголемениот крајник да биде причина за ноќна апнеја? Може да биде дефинитивно зголемени, меѓутоа станува збор за енормно зголемени крајници, не збориме за малце зголемени крајници. Бидејќи болен крајник не значи дека е секогаш енормно зголемен. Возрастните обично навремено реагираат, обично кога се деца се и често болни, кога се енормно големи крајниците. Во тој случај реагираат нели како помали и многу ретко среќаваме возрастни кои што имаат огромни крајници и кои што имаат апнеја. Меѓутоа среќаваме особи кои што да речеме трет крајник велиме дека по 18-та година исчезнува. Кај дечиња апнејата најчесто е од третиот крајник. Кај возрастните ова не. Бидејќи по 18-та година тој знае да атрофира. При атрофирање на самиот третиот крајник веќе возрастните го немаат тој проблем. Меѓутоа и доколку го имаат е решлив. Значи ноќната апнеја не е резервирана само за повозрастната животна доба, може се јави кај децата. И за дечињата, кажавме доколку постои алергија, бидејќи и дечињата не се иземени од сите овие процеси, од процес на хормонално пореметување, од процес на метаболно пореметување, од процес на сам кажавме механичка пречка, крајници, трет крајник. Секој дете може да ги има сите овие болести кои што ги имаат и возрастните. Значи прегледот започува со една обстежна крвна слика, потоа го правите оној преглед со камера преку носот. И доколку видиме дека и тука не постои проблем, тогаш пациентот прави полисомнографски тест. На полисомнографски тест со спиење. За апнеја, спие навечер со апарат и се детектира кој тип на апнеја. Дали станува збор за централна или мозочна апнеја, станува збор за обструктивна апнеја или станува можеби збор па и за мешана апнеја. Постои можност каде што пациентот има и мозочна, меѓутоа постои и обструктивна апнеја. Тогаш и кажав дека е мултидисциплинарно, тогаш го решаваме на повеќе нива. Невролог, оториноларинголог. Значи овој тест може да покаже всушност од каде потекнува? Може да покаже која е причината за апнеја? Само типот, а причината? Повторно треба се бара. Апнеи за време на сонот постои кај пациентот. Нормалното ниво на апнеи е 5 на час. Докога е 5 на час веќе станува збор за апнеја. Кој тип на апнеја ќе види според индексот. Во исследувањето се гледа движењето на раце нозе. Мирен сон, немирен сон. Дали постои микросон? Не постои. И пациенти кои што имаат апнеја немаме длабок сон. Имаме само плиток сон. Значи тука ги немаме сите фази на сон. Немаме нон-рем фаза и рем фаза на сон. Ова се определува исто со полисомнографскиот тест. Тестот практично ова ќе негува, ќе не види колку паѓа нивото на кислород за време на сон. Некогаш и небитно е тоа. Небитно е дали е 60 кислородот или е 75 или е 90. Битно е постои апнеја или не постои апнеја. Значи постои пореметеност во дишењето или не постои. Има ли снабдување на белодробието со кислород или нема. Обично кога ќе се постави диагноза апнеја, пациентите добиваат апаратче кој што треба да го користат во сонот. Дали секој пациент со апнеја треба да се третира на ваков начин? Јас кажав дека сите ние сме различни. Нити вие, нити јас можеме со иста терапија да можеби реагираме. Можеби вие нема да реагирате добро, можеби ја да. Токму затоа мислам дека многу погрешно е да направите полисомнографски тест и да дајете на пациентот да користи апарат. Зошто? Сите овие аспекти кои што ги кажавме, не можете со апарат да ги решите. Вие не можете со СИПАП да решите тироидна железда, метаболно пореметување, есенцијална хипертензија, механичка пречка која што постои пациентот во нос, во грло, база на јазик. Апаратот не го решава тоа. Апаратот прави дотур на кислород и кај не секој пациент постои еднаква потреба на кислород. Кажавме кај некои пациенти дека постои кислородно ниво 70. Значи тука треба поголем дотур на кислород. Кај некој постои 90, пад на кислород 90. Кај тука треба помалце кислород. Значи баждарењето на самиот апарат мора да биде направено од електроинженер, бидејќи не лекарот знае да баждари апарат, не можеме да поправам телевизор. Пак ќе кажам, вие ако давате апарат на пациентот, апаратот помага секако каде пациенти, каде што мозокот не дава сигнали дека пациентот треба да диша.
И во тој случај не е сипап апарат. Најчесто се користи бипап апарат, значи кој што помага и при вдишување и при издишување. Значи има и различни видови на И постојат и различни видови на апарат. Едниот врши само дотурна кислород, а другиот помага и при вдишување и при издишување. Значи ги отвара дишните патишта, другиот? Значи мозокот не дава сигнали дека пациентот треба да диша. Тоа значи дека нити може да вдиша, нити може да издиша. Во тој случај се користи бипап, не сипап. Така. Затоа мора добра евалуација на пациентот за да знаеме каков, кога веќе даваме апарат и има потреба од апарат. Кој тип на апарат треба да се користи? Колку треба дотурна кислород да се даде? Баждарењето треба да биде континуирано. Значи на месец дена, бидејќи иако е да речеме ниско нивото на кислород, тогаш треба да се со текот на време ќе се подобри. Повторно треба да се набаждари. Сите овие причини етиолошки мораме да ги отстраниме. Постои ли ризик доколку се внесе преголема количина кислород, повеќе од потребното? Ризикот е огромен заради тоа што прави прскање на крвните садови во белодробието. Значи прави хиперкапнеја. Ако ви имате хиперкапнеја, тогаш имате зголемено ниво на јаглероден диоксид. Тогаш која е целта? Значи воопшто ова не е така едноставно. Јас од почеток кажав, значи во една емисија никако не можеме апнејата да објасниме. Можеби ќе ги збуниме сите пациенти со се ова што го наведов, пошто колку и можев да го доловам, нели? Мултидисциплинарна дејност. Збориме кардиолог, збориме невролог, оториноларинголог, ендокринолог, дефектолог, исто дечињето кои што имаат логопед, дечиња кои што имаат синдроми, овие дечиња исто така имаат метаболни нарушувања, хормонални нарушувања, нарушување во крвната слика. B12 знае да биде ниско кај нив. Мултидисциплинарна дејност. Ќе ги вклучиме од тој момент и гледачите да постават прашање кое што е поврзано со ноќната апнеја. Почитувани, емисијата е контактна од овој момент. Што доколку проблемот откриете дека е во носот во носната преграда? Може ли да се направи некоја хируршка интервенција, минимално инвазивна, и да се реши проблемот? Со сонот, со квалитетот на сонот и со ноќната апнеја истовремено. Да бидем искрена, ако знаеме дека проблемот во носот е, тогаш е најлесен проблем. Веќе знаеме. Носот е најлесно? Најлесно, затоа што веќе одиме на септопластика, отстранување на некои, да речеме, деформитети. Меѓутоа, неретко знае да биде од алергиска патологија, па да се полипи во прашање. Постојат и минимално инвазивни методи, тоа е радиофреквентната аблација. Знаеме дека во секој дел од медицината сега се оди на минимално инвазивен третман. Тоа значи не се користи хируршки нож? Не се користи хируршки нож, туку се користи радиофреквенција. Зошто? Се допира ткивот, се издишува. На тој начин се ослободува дишниот пат. И така се решава апнејата од повеќе аспекти, не само носот. Закрепнувањето како изгледа? Ако станува збор само за носот е многу полесно, ако станува збор веќе за меко непце, за увулата, за база на јазик, од прилика на некои 2 до 3 недели трае. Доколку се прави интервенција на мекото непце, пред да ги вклучиме гледачите уште едно прашање, може ли да се јават некакви компликации? Не, компликации не може да се јават кај пациентите. Неретко знам ова, пациентите знаат да го прашаат и сега компликацијата ќе ја нагласиме доколку нешто евентуално не може да се деси. Бидејќи ако вие намалите самата увула, чијашто функција е практично, ајде да кажам, како слепо црево во вашиот организам, вие не можете апсолутно ништо направите. Мекото непце мора да го затегнете ако лабавено. Ќе ги вклучиме гледачите. Добар ден за првиот од нив. Ало? Во програма сте, повелете. Добар ден. Добар ден. Поздрав за докторката. Ви благодарам. Едно прашање имаме. Сопругот пред еднаш на 3 ноември во пиење ноќта му се случи се изгуби во сонот. Се изгуби, така ги притрес раците и повикавме брза помош, за едно 10-15 минути се освести. Се освести, после како ништо да не било. Не се сеќава ништо што се случило, бевме на кардиолог. Снимен е комплет. Нема ништо не му најде. После прво, отидовме на неврологија во државна болница. Таму само, некој нешто му ставија, толку беше. Сега втор пат случи на 13 јануар. Истата ситуација.
А пред тоа сними главата, ништо немаш. Се во ред беше со мозокот, се. Така, барате предпоставам некој совет што би можело понатаму да се спроведе како испитување? Кога се случи на 13 јануар, отидовме па во неврологија. И повторно предпоставам дека ништо не најдоа, штом се јавувате во програма. Така. На ургентен. Ви благодарам за вклучувањето во програма, што би можеле советувате во овој случај? Веднаш, значи можам да кажам дека ова е микросон или пациентот нагло се буди, реагира организмот. Одма ќе препорачам една опсежна крвна слика, како што кажавме. Да се испита Д витамин, да се испита B12. Јас сум амбулантен ден четврток секогаш на клиника достапна, слободно може да дојдат. Точно дека пациентот нема да има, да речеме, во дадениот момент настанало гушење, настанало пат на кислород, кога ќе се стави ке пациентот кислород, самата боца нормално кога ќе ставите, веќе во добра состојба. Не се сеќава нормално на ништо се случило. Нема да покаже ЕКГ-то никакво отстапување, бидејќи ИК инфарктот не покажува секогаш ЕКГ-то отстапување. И невролошки нема да покаже отстапување. Една обсежна крвна слика препорачувам да се направи тука кај пациентот и кажам достапна сум четврток амбулантен ден на клиника. Ајде да слушнам уште едно прашање. Добар ден. Ало, добар ден. Во програма сте, повелете. Поздрав до вас и до докторката. Благодарам. Вак, имам едно прашање. Дали при консумација на алкохол има поврзаност ноќната апнеа? Еве да речем сум приметила ки сопругот. Така. Некогаш кога ќе се напие непретерана поголема количина на алкохол, знае да се јави ноќна апнеа. Така, ова е едно убаво прашање кој што беше предвидено во денешниот концерт. Ви благодарам што го поставивте. Повелете, докторке. Супер прашање и морам да кажам, пациентот најверојатно нема апнеа. Испотенцирана е нормално со алкохолот, со седативот, ние го релаксираме тонусот на мускулатурата и самиот пациент. Тогаш, исто како и хроничниот замор, да речеме, за време на ноќниот сон прави гласно хрчење поради олабавеност на самата мускулатура. Меѓутоа не станува збор за апнеа. Сега, доколку тоа се повторува и без алкохол, тогаш веќе треба да се подвргне на иследување. А што е со оние кои што имаат ноќна апнеа и се напијат, например, една чаша вином? Дали лесната апнеа може да ја искомплицираат? Тогаш е оној момент што кажавме преминување на индексот на апнеа од лесен во тежок вид. Меѓутоа пациентот има апнеа. Тој веќе има апнеа и ако се напие алкохол, ја потенцира уште толку. Меѓутоа самиот пациент ако пие алкохол и има хрчење за време на сонот, тогаш нема апнеа. Така. Како што споменавте, не секогаш хрчењето значи и ноќна апнеа. Сега некои што имаат меко непце. Дали за нив постојат некакви вежби за да го зајакнат непцето, да речеме пеење или нешто слично? Знаете како некогаш викат јазикот да го допре горното непце и тоа се вежби кои што ќе зајакнат самата мускулатура. Меѓутоа морам да бидам искрена, еве, во години, нели, сум пробала со фейс йога и така натаму да зајакнете мускулатура на лице. Не може. Морам да бидам искрена дека не може. Ајде да ги вклучиме останатите гледачи. Добар ден. Добар ден. Во програма сте и го очекуваме вашето прашање. Повелете. Поздрав до вас, поздрав до прекрасната докторка. Благодарам. Ме интересира, она е на работа во четврток, како што разбрав јас. Така, во четврток е вашата амбуланта. Да, само морам едно нешто да кажам сега. Мора да биде со време, заради тоа што имаме и итни, и приоритетни, и клиника е приоритетна. Така, значи со упат, така? Со упат. Не може без упат, да се извади упат во четврток на клиника. Дали Треба имате... упат да се земе, добро. Така. Упат со време, ве молам. Значи морам тоа да го. Упат со време, да. Не приоритетен, упат со време. Така. Да немате некое прашање, меѓу другото покрај Ја ова? имам повеќе прашања, ма не би одзимал време, зашто најубаво таму да се дојде на преглед, па Така. да се види што понатаму трае. Така, значи упат на клиниката за оториноларингологија. Ќе го слушаме прашањето од следниот гледач. Добар ден. Овој гледач се исклучи, дали имам уште едно прашање од гледач? Не, добро. Продолжуваме понатаму. Кога пациентите имаат некаков недостаток од витамини или пак имаат проблем со одреден хормон, дали терапијата витаминска, суплементарна или пак хормонската може сосема да го елиминира проблемот со ноќната апнеа? Вака ќе ви кажам. Доколку постои, да речеме, проблем со витамин D, ќе речеме. Така.
пациентот доколку навремено реагирал, затоа реков во систематски преглед дека требало да се внесе. Ако навремено реагирал, апсолутно ќе ја занемариме апнејата и ќе ја излечиме. Веќе нема да имаме пациент со апнеја. Бидејќи суплементот Д витамин, ако е на долно ниска граница, и тука ќе нагласам дека многу знаат да им дадат субдоза. Во Америка даваат 10.000 Предпазливо даваат кај нас. Баш предпазливо. Меѓутоа треба се даде повеќе. Зошто? Колку рековте 10.000? 10.000 интернационални единици даваат во Америка. Објаснувам сега зошто. За време на ковидот многу пациенти не отидоа заради тоа што Д витаминот беше низок. Не беше испитувано. Д витаминот наместо да навлезе во клетка, одеше во масното ткиво. Значи неправилно распореден Д витамин. Така да ако вие имате Д витамин доволен внес, ќе влезе во клетката, а она што е вишокот ќе се излачи. Субдоза на Д витаминот или на било кој витамин е погрешна терапија. Затоа нагласувам дека и кога дозирате, треба да биде правилно дозирано. B12 кажав исто така дека ги оштетува самите нерви. Ако нервниот систем е оштетен, мозокот нормално дека нема да даде правилен сигнал. Тогаш има потреба и од суплемент B12 да се пие. Некогаш има потреба од B9, некогаш ќе овие дечиња кои се посебни B1. Зависно од што е. Прашавте хормоните. Навремено третирање, да, апсолутно. Вие ќе ставите пациент кој што е со обезитас на терапија за слабење. Што доколку пациентот има пореметување со тиридна жлезда? Што доколку има пореметување со пролактин? Што, мислам, не сте го решиле проблемот. Ќе ослабне, точно. И ќе биде супер 2 месеца. Меѓутоа ќе имаме иреверзибилен процес. Повторно, дебелење кој што ќе биде уште поголемо од претходното. Против прашаци сум, против неправилно слабење сум. Апсолутно мислам дека природен начин на слабење е многу поправилен, многу е лесно, кажеме, движете се. Меѓутоа, метаболизмот ни е многу значаен. Токму затоа врзаноста на апнејата со хормоните и со метаболизмот е голема. Зошто? Самата апнеја ги нарушува хормоните, ги нарушува витамините, го нарушува метаболизмот. А метаболизмот ни е витален заради тоа што прави правилна распределба јаглехидрати, масти, протеини. Така. Имаме повторно гледачи, им дадеме предност. Уште еден блок прашање од гледачи. Добар ден. Ало. Повелете во програма сте. Добар ден. Добар ден. Јас се јавувам, значи не прашање, јас сум пациент со слип апнеја. Значи во извештајот ми пише тежок облик на слип апнеја. Така. И плюс диабетичар. Меѓутоа се убаво излагањето на докторката него кога ќе дојдеме како пациенти, немаме исто, не знам како да кажам, мене, например, кога ме прима докторот и само ми кажа дека имаш тежок слип апнеја и правилно више бројот и ќе купиш апарат. Меѓутоа тај апарат што кажа докторката треба некој да го проба. Значи јас не можам да знам сама дали мене ми одговара или не. И така да устанува на тоа. И тоа ми беше дали уопште има некој да те упате на некои понатамошни прегледи или устанува на тоа. Така, пред да добиете одговор на прашањето, само ќе ве прашам како забележавте дека имате ноќна апнеја? Дали вие почувствувате дека нешто не е во ред или да речеме вашиот партнер забележа дека не дишете во сон? Не, јас сама многу кршење, немирно спење и у нози, и у раци, значи цело време се вртам нон-стоп. Може да кажем, у текот на ноќта може и 30 пати да се завртам на таа страна и ваа. И така да стигнах јас и до прегледот што... Така, веќе имате издиагностицирано дека имате навистина тешка форма на апнеја. Да, дека имам тежок вид на слип апнеја, меѓутоа, од кога завршиме, докторот само ми пиша број долу, од таа фирма си купиш апарат и толку. И имате, ќе добиете едно прашање, се извинувам, едно прашање од докторката. Само морам да прашам, дали има изголемена телесна тежина? Аха, дали имате зголемена телесна тежина? Па сега ќе ви кажам, да, тоа би го кажа и докторот, докторот ми кажа, значи може да дојдете со оваа диагноза до забелување и до диабет. Тоа го имам, значи јас сум негде на околу 80 килограми, не претерано. Така.
дебела, меѓутоа... Имате покачена после телесна тежина, така. Ви благодарам за Значи, не вклучувањето многу. во програма. Благодарам и на вас. Ви благодарам. Повелете, доктор. Кај пациенти кои што имаат шеќерна болест, кажавме дека инсулинот, наместо да навлезе во самата клетка, останува во крвотокот. Во тој случај настанува инсулинска резистенција. Токму затоа овие пациенти имаат апнеа. Што треба да се направи кај пациентката? Значи, треба се да направи доплер на периферни крвни садови. Зошто? Затоа што обично пациентите кои што имаат диабет прават нарушување на крвните садови. Во тој случај се дава и нормално за прочистувач на крвните садови. Се гледа дали ке пациентката диабетот направила апнеа или апнеата направила диабет. Кажавме дека Така, процес двонасочно. двонасочен. Потребен е преглед и од наша страна, меѓутоа потребно да се направи доплер на периферни крвни садови, потребно да се направи да се регулира гликемијата во смисол на не да се направи исследување колку е гликемијата денес, него да се направи гликемија за 6 месеци, колку било. Предпоставам дека пациентката дека редовно оди на ендокринолошки исследувања, иако доколку тоа го прави редовно, тогаш слободно нека дојде дека амбулантен ден четврток кажав да видиме што натаму треба да се направи. Доколку се регулира телесната тежина, би можело да се реши како проблем? Точно може да се реши без да има никаков потребен апарат да се користи или оперативна интервенција. Ајде да слушнеме уште едно прашање од гледач. Повелете во програмаста. Добар ден. Хало, добар ден. Повелете. Вака најнапред поздрав до докторката и до вас. Ви благодарам. Не ве фатив од самиот почеток, меѓутоа доволно слушнав. Сега и се пронајдов во многу примери што ги кажа докторката, имам речиси се од тоа. Сум била на ендокринолог, сум била на кардиолог, сум била на пулмолог, значи слип апнеата ми е регистрирана, носев апаратче една ноќ, значи се. Слип апнеа имам, висок крвен притисок имам, на граница со шекер, масноти, пијам терапија за се буквално, зголемена тежина 1,20 на килограми, 50 години имам, телесната тежина ми е 85. Сега знам дека вас е многу, најубаво би било да дојдам на преглед кај докторката, ве замолувам бидејќи од почеток не ве гледав. Името на докторката не го слушнав. Примариус доктор Маја Киријаш, специјалист по Јас сум вака. оториноларинколошка хирургија. Значи, стварно верујте ми, не ми е битно дали сум лекар. У денешно време може да и неблагодарно е си лекар. Одма само вдека, само да кажам нешто. Многу е битно хормонален статус. Возраста е таа 50 години, кога хормоните знаат да одат горе-доле. Така, тука е период на перименопауза и менопауза. Многу е И битно. тоа е ризик за појава Апсолутно на да. проблеми? Апсолутно да. Мислам, знам по себе, така да можам само тука да кажам дека прво да направи пациентката еден хормонален статус. Јас сум достапна секој четврток. Моето име е Маја Киријас, клиника Зубар нос и грло. Само замолувам пациентите да бидат со време. Значи не ите неприоритетен, бидејќи е клиника стварно премногу оптоварена. Така, докторке, има сега еден тренд да се користат проширувачи на ноздрите на носот. Тоа се некои пластични, силиконски помагала. Дали тие може да бидат решенија кај пациентите со апнеа? Да се отворат дишните патишта? И можам така по-слободно во емисија да зборам. И работам апнеата 17 години. Прва во Македонија воведов радиофреквентната аблација. Доколку ова што ме прашувате помагаше хипотетички, зарем ја немаше смислен бизнес и тие да ги продавам? Апсолутно не помагаат. Значи не постои можност да вие ставите лепенка на нос и лепенката да помогне да пациентот диша добро. Него е ставате лепенка на уста? Може би тоа да биде опасно за пациент, да речеме, со апнеа? Опасно не може да биде. Меѓутоа не го лекува. Значи нема никаков ефект? Апсолутно нула ефект. Знаете како, тоа е како да кажеме, ние старееме, ајде сега ќе ставиме на себе маска и ќе бидеме супер. Процесот на старење стопира. Не може. А што е со ние апликации, уреди на мобилните телефони, па и уреди кои што сигнализираат дека хрчиме во сон или пак Морам да признам дека се апнеа? супер. Да, тие се добри? Тие се супер, затоа што и кога вежбате на трак, он знае да каже колку вие, да речеме, откуцање срце имате во минути и така натаму и така натаму. Добри се, заради тоа што ја покажуваат реалната состојба. Ништо повеќе не се, да речеме, ние апарати кои што ги имаме ние.
Да, кажав што може да покаже Стардаст апарат кој што да речеме го носите дома и преспиете со него. Полисомнографскиот тест објаснив што може да покаже. Меѓутоа со нив се утврдува кој тип на апнеја. Тоа не можете со часовник секако. Меѓутоа може да го покаже ноќниот сон каков е. Дали имате квалитетен сон или не, дали имате микробудење или не, дали имате тахикардија заради покачен адреналин или немате, дали има покачен притисок за време на сонот или немате. Така да не се лоши. А оние протези што се носат против шкрипење на забите? Протезите некогаш знаат да помогнат заради тоа што ако долната вилица, кажавме, е кон назад, и знае јазикот да го повлече кон напред. Како се нарекуваат, извинете, тие Тоа ортодонт сепак ги кажува и на максилофацијална хирургија. Се морам да признам, апсолутно не сум јас специјалист за општа медицина, се што мислам да му кажам на пациентот земете го ова. Меѓутоа ќе го упатам на правилно место каде што треба го земе. Значи да заклучиме дека клучот е да се пронеде причината за апнејата и потоа да се прави третманот. Ниедна болест, значи апсолутно ниедна болест не може да биде без причина. Постои причина на болеста. Ниеден карцином не настанал од ништо, па ке сите пациенти со карциноми ниско ниво на D витамини. Ние даваме C витамини кај пациенти со карциноми. Замислете дека тоа е надвор спречено. Вишок на C витамин е спречен. Така да мора да знаеме причина на болеста, па да ја лекуваме болеста. За апнејата мора да знаеме причина зашто настанала, па да ја лекуваме. Хируршкиот третман за мене е најлесен. Значи, кога веќе знаеме што е причината, хирургијата е веќе најлесна. Минимално инвазивната терапија е, па, да не зборам, 15 минути пациентот седи дома. Нити тампони има, нити крв има, нема ништо апсолутно. И значи не секој пациент е кандидат за апаратче кој што се носи? Не секој пациент е кандидат за операција, не секој пациент е кандидат за апарат. Јас ви благодарам многу за вашето денешно гостување во Телма амбуланта. Ми беше навистина драго што бевте наша гостинка и што на еден убав начин ги појаснивте многобројните аспекти поврзани со ноќната апнеја. Вас ви благодарам многу. Ја мислам дека на почеток малку бев избуната и немаше фанака да се Одлична бевте. Уфрлам во се. Благодараме поканата. Почитувани, ви благодарам и вам за вниманието со кое што не следевте. Се гледаме секој работен ден на Телма во 12 часот и 50 минути. Ви посакувам пријатен ден.